Почитувани, добро утро и добро дојдовте назад во емисијата на Слободен печат. Утринава имаме интересен соговорник овдека до мене во студиото, со кого ќе продискутираме за актуелности која засегаат глобалната политика, меѓународното право и надворешните политички избиднувања во светот. Имено остануваат само уште неколку денови од инаугурацијата на американскиот председател, новоизбран председател Доналд Трамп во Белата куќа и се уште не се знае дали, каде и кога ќе се сретне со рускиот председател, како една од главните теми која што превладува во светските медиуми, војната во Украина и евентуалниот мировен договор, се само дел од темите со кого утринава ќе поразговараме, како што реков и претходно, со мојот колега, новинар и историчар Дејан Азевски, е утринава наш гостин во Слободен печат. Дејан, добро утро и добре дојде во Слободен печат. Добро утро, колега. Фала ви на поканата. Ве најавив како историчар, како аналитичар и пишувач или како да кажеме колумниста во меѓународниот институт ИФИМЕС. Ќе продискутираме за некои работи кои што се актуелни, па би можеле да почнеме од она што е најсвежо во светските медиуми, а тоа е прогласувањето, односно постигнувањето на мировниот договор во Газа, во појасот Газа, помеѓу Хамас и израелските власти. Славење во Газа, воздржаност во Израел имаме, ги видовме, ги чувме, ги прочитавме кои си дај да кажеме ставовите на Израел, на властите од Израел, меѓутоа го гледаме она славење на улиците во Газа за конечен мир. Што имаме и што се постигна помеѓу неколку месечниот воен конфликт во Газа? Ја мислам повеќе од година дека беше конфликтот. Прво морам да кажам од човечки аспект дека тоа е една преубава вест, бидејќи народот во тој изолиран регион од светот, значи многу пострада во последниве десетина месеци, особено уште од нападот, значи кој го изврши Хамас во Израел, нели така се почна. Инаку како порака, како заклучок, мислам дека славието не е случајно. Ова е пораз на политиката на Израел, бидејќи тие не ја постигнаа својата цел. Значи со брутален напад, со значи се што може историја врз Газа и не успеа, значи да го сотрат или скршат духот на тој народ кој сака, значи некоја своја слобода, некоја своја државност која им припаѓа апсолутно. Значи Хамас може би војнички е поразен, но ако народот остане да живее во Газа, повторно ќе се роди таму некое движење. Така да она значи теза или идеја на луѓето околу Нетањаку дека Газа треба целосно да се исели према Египет и тука да се населат како на западниот брег нови еврејски населби, значи дефинитивно пропадна. Ги видовме реакциите во светската јавност по однос на ова горко светско прашање, кое што навестува мирен период, барем од она што е подпишано и деталите во договорот. Меѓутоа, во САД-1 како од клучните играчи во средувањето, во смирувањето на овој конфликт се припишуваат, хајде да кажеме, прекинот на огнот како свој заслуги, особено кај председателот во заменување и председателот во доаѓање Бајден и Трамп. Кои се виновни или обратно, кои се заслужни за мировниот договор во Газа? Јас мислам и двајцата се заслужни. Тоа е некој прекјутен договор. Од една страна Бајден, неговата администрација, значи се обидува да ги заштити палестинците од целосно, значи девастирање и селување, како што спомнав, што администрацијата на Трамп мислам дека не би презала да го поддржи Израел во тоа. Од друга страна на Трамп му се затвора едно од најпроблематичните прашања и може да дојде во председателскиот кабинет во валната соба, значи со едно барем од горчливите прашања затворено, зашто значи на само 100 километри посеверно од Газа израелската армија е на територија на Сирија. Значи и тие имаат во Тел Авив или сега подново во Ерусалим, во главниот град, комбинации дека не можат баш да војуваат на два фронта. Значи Сирија е многу поголем фронт, таму е Хезболах, таму е
сега протурската, значи нова влада или власт, така да со ова Израел добива од аспект дека ќе може да повеќе ресурси, израелските ресурси знаеме се ограничени. Значи да насочи кон северот. Така да јас верувам без разлика што тие се плукаат на јавна сцена и се дека во некои прашања од меѓународната политика и Трамп и Бајден, поточно нивните кабинети соработуваат. Така, од Блискиот исток би се сврзали или се поврзали, односно можеби би се преселиле на некои прашања кои што можеби индиректно не засегаат и нас, а станува збор за оние случувања во Европа, војната во Украина, па и Балкана. Имено се врти и се гледа во фокусот токму за влагањето, односно вториот мандат на Трамп. Апропо тоа, во европската јавност, кај повеќето европски лидери некако не се многу задоволни. Тоа го покажуваат и некои анкети кои што можеме и да ги прочитаме. Имаше интерес на една од последните анкети на Европскиот совет за надворешни работи и Универзитетот Оксфорд, во кој што сојузниците на САД во Европа се најпесимистички во врска за идниот глобален поредок под водство на Трамп. Какви ќе бидат трансатлантските односи со новиот председател, староновиот председател Трамп и Европа? Нашиот народ рекол, значи потурчените се секогаш полоши од самите турци. Ќе дам уште еден историски пример дека Сремскиот фронт и Загреб паднаа дури после Берлин. Значи тие во името на Хитлер војуваа уште 3-4 дена после падот на Берлин, кога Хитлер веќе беше спален таму во бункерот. Исто е со европските сојузници. Значи тие видоа дека тотално се менува политиката на Вашингтон и сега значи бараат тие на некој начин да го заштитат она старото изворно идеолошко ткиво, јас би рекол, на Демократската партија на Америка, која веќе 70-80 години де факто владее со Европа. Имаше еден таков обид, тоа беше значи последниот мандат на Ангела Меркел, која кажа дека лично Барак Обама ја замолил да се кандидира за тој последен мандат, која таа и не го планираше, само за тоа продемократско, да кажам, пролиберално крило да остане на власт. Али мислам дека сега е дефинитивно готово. Гледаме дека се менуваат владите не само во Словачка, Хрватска, Романија, Италија веќе на големо се надвиснати на десно, меѓутоа овој тренд превладува секаде. Овие струи со можеби со самото доаѓање на Трамп некако се засили или можеби грешиме? Значи, не само што се засилија, него се со амбиција да владеат подолг период. Значи, веќе се кројат стратегии што после Трамп, зашто Трамп е нели ограничен на 4 години, а и со возраст е ограничен. Така да мислам дека во Америка сега веќе се бара негов наследник. Дали ќе е тоа Десантис, дали ќе е некој друг од познатите гувернери. Битно, значи, ќе се оди кон едно меѓународно, глобално општество или геополитика која е базирана повеќе на реалност. До сега беше на идеали, некои кои според мене се покажаа нефункционални. Значи, ако видиме каде сме били 89-та, кога е рушен Берлинскиот зид, кој оптимизам владел за овие години што доаѓаат, ние од тоа ништо не постигнавме. Напротив, се вративме на полоша ситуација, сега сме поризични, значи за нуклеарна војна него 62-та, што засмета нели кубанската криза за најопасна точка од историјата. Во човештвото, токму така. Во вашиот одговор спомнавте геополитика на реалност ќе застапува новиот председател. Колку се реални неговите, ако можеме така да кажеме, империалистички пораки кои што ги упати, а се уште не е седнат во овалната соба во однос на Гренланд, во однос на Канада, во однос на Панамскиот канал. Реални ли се овие повици на Трамп за нивно припојување кон САД? Вака, за некои се реални, некои не. Панама, значи да потенцираме дека за времето на Теодор Рузвелт, 900-та година, има стекнато некој вид со откупување или на други начини екстериторијално. Значи делот околу Панамскиот канал, лево и десно некој стотина метра, бил под америчка юрисдикција. Тоа е нели во тие антиимперијални години во кои учествувале неврзаните и сите СССР директно, значи е тоа решено. Иначе америчка војска таму имало скоро до 90-тите години. Така да, значи, може со некој нов договор,
повторно да делот околу каналот, зашто Панама не е некоја голема држава. Идејата е да не дојде под влијание на Колумбија, која е непријател на САД во тој регион, Венецуела и евентуално некој јакнење на Мексико во наредниот период. Гренланд е исто така, значи со преговори некоја реална опција, зашто има само 58.000 жители, а имаат најголема територија и незнаени ресурси. Значи ние уште не знаеме што се има на Гренланд. Така да Данска нема ни флота, ни можност да тоа да го изменаџира, ниту да го развива економски. Дали е тоа правилно? Апсолутно не е правилно, зашто доаѓаме во ситуација каде секој во светот ќе зема од послабиот, но ако тоа се изменаџира на некој нормален начин, мислам дека не е толку страшно. Што се однесува до Канада, мислам дека тоа е апсолутно реално, зашто Канада постои стотици години, значи уште од 19 век движење за независност. Тие се борат и ден денес да се целосно слободат од британската круна и се, така да не гледам зошто би именувале Бакингемска палата или како се кажува Foreign Office или Downing Street 10 со Пенсилванија Авени и Белата куќа. Така да тоа нема да се случи. Па тогаш каков е вашиот коментар или размислување во однос на оној неолиберален свет кој што го познававме, а се однесуваше на една слична, меѓутоа може малку поагресивна политика Русија која што ја спроведе кон Украина. И Русија се повикува на историски врски кон Крим, кон украинската територија, а сега го имаме тоа врз економски фокус, односно аспект, од страна на председател кој што доаѓа на луката на демократија. Ние во Македонија имавме пред 10 години повикување на историските територии на Александар Македонски до Индија некаде. Така да не ни е тоа страно. Значи, прво да расчистиме, руската интервенција во Украина е класична инвазија, значи на суверена територија која е меѓународно призната, меѓу кои од Русија. 1991 година, 96-та е нели целосно разграничување, враќање на нуклеарните глави и се. Од друга страна, значи дали беше предизвикана руската интервенција во Украина? Беше, бидејќи што ќе се случеше? Ќе се случеше операција Олуја 2.0, тоа што се случи во Украина 95-та, целосно, значи расчистување со сите руски елементи, па дури и со народот во источна Украина, значи тоа што беше во Газа ќе беше во Донбас и во Крим и каде се ќе успеа украинците. Така да таму сега имаме една ситуација каде од една страна формално правно Зеленски нема начин како да предаде територија на Русија во тие преговори, а од друга страна немаме сила на светов, НАТО барем засега не покажа одлучност, која може да истера руската војска од она што веќе е заземено, барем од клучните нивни бастиони во југоисточна Украина. Така да тоа е еден нерешлив проблем кој може само да се доведе до некоја ситуација на примирие. Нема тоа да биде целосен мир. Кои се вашите гледишта во однос на тоа евентуално примире кој што сите го очекуваме дека можеби ќе се случи 2025 година. За сега страните или она што го има на теренот се тотално диаметрални во однос на барањата, на политичките позиции, па и на воинствените состојби на војната во Украина. Како Трамп ќе моделира својата стратегија за Украина? Што ќе понуди, што според вас би било евентуално најприфатлив компромис за двете страни? Мислам дека ќе се бараат, како да кажем, неутрални земји и неутрални војски кои ќе ја запоседнат таа линија на фронтот, бидејќи Русија апсолутно нема да прифати НАТО сили или Велика Британија или изолирани земји кои се лидери во таа антируска политика да застанат на линијата на фронтот. Од друга страна, мислам дека се уште постојат земји и армии во светот, како Бразил, како Индија, како па да речеме и Швајцарија, ако има некои сили да понуди мировници или тоа да биде директно под Обединетите нации, кои би можеле, значи босанско сценарио, некој Умпрофор или не знам како таму ќе се вика, значи СВОР беше во Босна, значи да застани на моменталните позиции, тогаш добиваме корејско сценарио кое може да се активира во секој нареден момент. Така ќе се активира тогаш кога украинската армија доволно ќе зајакти. Значи јас мислам дека
она што се зборува дека ресурсите на Украина се целосно исцрпени, не е точно. Таа држава од 50 милиони, еве добро се е смалена на 30-40, али тоа не е за подценување. Значи не е тоа Македонија или некоја мала држава, па како ветрот дува. Тие ќе си со овие жртви што ги дадоа, за жал, мислам, секој од се зборува дури до милион жртви дека дале, секое семејство, значи, жали за своите загинати, али тие зацврстија нивната независност. Сега дали е реално дека некојаш ќе вратат Крим, многу тешко, или со оглед на состојбите, ама Украина во некоја форма ќе продолжи да постои. Како ова во исто време или паралелно, слободно кажано, ќе влие врз НАТО, ако се земе во предвид дека од шпекулациите, од она што можеме да прочитаме од светските медиуми, дека НАТО земји членки нема да влијат, меѓутоа НАТО секако ќе ги поддржува тие мировници таму. Како ова ќе влие мировниот договор врз НАТО и колку Трамп внесе нова нестабилност во Северноатлантската организација, ако се земе во предвид дека веќе најави зголемување на одбранбените буџети за 5%? Значи, прво треба да прашаме дали после 89-та НАТО треба да постои. Доколку не постоеше НАТО или се само распуштеше, кога се само распушти Варшавскиот пакт, веројатно немаше да бидеме во ваква ситуација. Значи, од бирократски некои ситни интереси ти одлучија да буквално низ 90-тите се измислуваа конфликти за НАТО да го оправда своето постоење и тој милитаризам доведе до ваква ситуација во светот. Трамп, како што кажав, ќе форсира една политика на реалност, а реалноста е дека Америка не може да го билда својот буџетски дефицит и понатаму, за да ја плаќа одбраната на Германија или на Франција или на земјите од Источна Европа. Значи, ако сака некој да биде независна држава знаеме дека е скапа работа, тогаш треба да ги има сите, значи, оние дефинирани работи на кои почива една држава. А војската е апсолутно столб на сето тоа. Така да, без разлика што тоа е скапо, значи, моја проценка е дека во одредена историска точка ќе дојде до некаква модификација или целосно распуштање на НАТО, и тие оружени системи, значи, сепак ќе останат во државите, што не е лошо, еве и за нашата држава како членка на НАТО зборам, бидејќи конфликтите кои ги имавме во минатото покажа дека оружје за прв и брз одговор мора да имаш. Така да, значи, 5%... Наговестувате некакви европски сили, формирање на некој пандан на НАТО или како го гледате ова? Па, како? значи, ако Европската унија НАТО во НАТО сака да ги заштити своите интереси економски, кои гледаме дека се апсолутно нападнати, значи, буквално на Европа 2 години, затоа и Германија во ваква состојба, и беше налагано да се откажи од своите најблиски и најевтини енергенси во интерес на Америка, тогаш, значи, ќе имаме ситуација во која Европа суверено ќе може да рече не, ова се нашите црвени линии и ние така постапуваме. Така да Трамп апсолутно е во право и тоа на долг рок ќе биде добро за поединечните држави. Азиски, во интерес на времето имаме многу за што да зборуваме, но би сакале негде оде кога привршуваме нашиот денешен разговор. Па би сакал да поставам во уште едно прашање во однос на она што се вашите предикции за регионот, иако знаеме дека Трамп е бизнисмен по професија и пацифист, можеме да кажеме по убедување. Колку негови идеологии би се примениле кон Балканот? Говорам овде за Косово, Србија, Босна, па и Македонија, нерешениот спор со Бугарија, односно проблемот наметнат од страна на Бугарија. Мислам дека сега ќе има целосно вртење на Балканот према Америка, бидејќи од Европа се целосно разочарани, Русија во некои своји проблеми, сега конечно има во Белата куќа прифатлив, значи, човек и за лидерите како Вучич, како Рама, како Виктор Орбан, како новото раководство кој веројатно ќе дојде во Романија. Така да мислам дека ќе биде многу по-проамеричка политиката тука, али од друг аспект нема да има фокус на Балканот. Зашто генерално републиканците не се занимаваат никогаш премногу со Балканот и тоа е секогаш добро. Бидејќи кога гуд фокусот на големите сили бил на одредена точка, тоа се случувале
значи масовни војни како што беше на Косово 99-та, Босна 92-та, 95-та, Хрватска нели 91-та, 95-та. Така да јас искрено се надевам дека тоа што Трамп има некои поголеми, како што рековме, империалистички идеи, нас ке не заобиколи. Односно македонско-бугарскиот спор, и тоа ќе остане незабележано од новата администрација или верувате Јас дека има колку што имам информации, премиерот Мицкоски е поканет на инаугурацијата на Трамп, што за наши прилики е прв пат, ако не грешам. Не, имаше и во минатото повеќе случаи при изборот да присуствува наша делегација, меѓутоа не знам дали станува збор за премиер на една држава. Ете, ќе го проверам тоа. Воглавно, значи, постојат индици дека преку луѓе од нашата диаспора во Републиканската партија има добри, значи, односи со многу подобри односи со новата администрација и веројатно нашите власти ќе се обидат тоа да го искористат за некакво лобирање. Иначе спорот со Бугарија е како украинско-рускиот, нерешлив на долг рок. За тоа можеби ќе искористиме некој од следните емисии да продискутираме подетално во однос на релациите и нашите релациите помеѓу Софија и Скопје и нашиот евроинтегративен пат. Азиски, ти благодарам што одвои време ова утро да присуствуваш, односно да бидеш гостин во Слободен печат. Фала ви на поканата, тука сум секој за вас. Благодарам уште еднаш. Почитувани, тоа беше историчар, новинар и аналитичар во Меѓународниот институт ИФИМЕС Дејан Азевски, со кого утринава продискутиравме за оние глобални теми кои што се интересни, верувам, за повеќето од вас. Ви благодарам за вниманието и останете со програмата на Слободен печат.